Меѓународниот ден на сестринството. Имаме две прекрасни дами во студиото, гостинки на оваа тема. Тоа се Велка Гавровска-Лукич, која е председател на Националното сдружение на медицински сестри, техничари и акушерки на Македонија. Добро утро. И Маргита Трифуновска, специализирана акушерка. Добро утро и за вас. Тема е вашиот ден, вашата недела. По сите норми социјални не би требало да имате само еден ден или една недела, или еден час, или еден месец кој ќе биде ваш. Треба секој ден да ви се посветува почит, затоа што го заслужувате тоа, работите една многу благородна професија. На почетокот ќе ни кажете, Велка, кој е ова здружение, како функционира и каква улога има во општеството? Значи, ние оваа година 72 години правиме од првото здружување на здравствените професионалци. Значи, во почетокот, таму 50-тите години, биле многу мал број сестри, се здружувале заедно со другите здравствени работници, лекарите. Значи, 72 години од тоа, 70 години кога се издвоиле сестрите во еден сојуз на здравствени работници и околу 30 години ние со осамостојувањето на државата, значи, патот го следеше и здружението, бидејќи у тоа време бевме дел од Сојуз на здравствени работници на Југославија, и така да ние формиравме здружение кое што кога се прими Републиката во Обединетите нации, значи автоматски ние станавме членови на Светската здравствена организација. 97 сме инаугурирани во Меѓународниот совет на сестри, трета од бившите републики, прво Словенија и Хрватска, па ние, тоа ни ги разви меѓународните врски и едукации на сестрите и затоа сме и национално здружение. Да, сведочите на преодот на од едно во друго време и општествена структура, уреденост. Некогаш и денес може ли да споредите каков е статусот, состојбата со медицинските работници од вашата фела? Да, бидејќи јас сум подолго на патот на сестринството и поминат подолг пат, значи сестринството се развива кога сме почнувале било на средно ниво, постоеле малку висши школи на ниво на Југославија, Белград и Загреб, меѓутоа било добро организирано и со опфатена клиничка пракса, кое што е многу важно. И за акушерките ќе каже дека имало исто правила како да бидат. Денеска има многу школи за медицински сестри, има многу програми за медицински сестри. Ние сакаме да дадеме акцент на клиничката пракса и така. Меѓутоа, брзо почнавме, јас сакам на сите медицински сестри и акушерки да им го честитам неделата на сестринството, кое што ние ја почнавме од 5 мај со акушерките, а после денеска сме 12 на 6 имавме лидерски самит во Александар Палас. Сакаме сестрите да ги воведиме во лидерското, за да можат да преговараат и да влијат на сестринските политики. Се сакам да ви кажам. Имаме време, ќе кажеме, ќе си кажеме полека. Маргита, специализирана акушерка. Која е разликата меѓу акушер, сестра, техничар? Земено заедно, вие сте еден од најбитните, туку најбитниот есенцијалниот столб на медицината воопшто, меѓутоа која е разликата меѓу сестра, акушерка и така натаму? Разликата е голема, затоа што медицинската сестра е засебна професија, акушерската сестра, што не постои акушерска сестра, акушерката е сосема друга професија. Значи, ние уште од средно образование учиме по различни програми. Значи, основата, суштината е една, негата. Меѓутоа, понатаму, 3-4 година средно, веќе учиме повеќе околу акушерската нега. Исто така и студиите се сосема поразлични од тие на општите сестри. Разликата е тоа што општата сестра може да работи има избор да работи во повеќе гранки, со тоа што сега може да се специализира за дали сака да биде инструментарка, анестезиолошка сестра и така натаму. Меѓутоа, ние акушерките мораме да си ја задржиме таа наша програма и струка. Што значи образованието почнува од средно,
акушерка, високо образование и понатаму специализација за тоа што во моментот има избор да се определи. Статусот на вашата гранка во рамките на здравствениот систем во Македонија, кои се условите во кои што функционирате, образованието задоволува ли критериуми за да може да се поднесе сето она што се случува во едно општество? Образованието во моментот се овој период беше актуелно, нели што се акцентираше потребата и алармантноста за продуцирање на кадар како нас. И секако дека во моментот не сме доволно на број колку што му требаме на здравствениот систем. Ние се трудиме и апелираме до Министерство за здравство, Министерство за образование да програмите бидат специализирани и да се програмата во средното медицинско да се промени, да не гласи гинеколошко-акушерска сестра, туку да гласи акушерка, затоа што тоа се две различни работи и се надеваме дека ќе наидеме на разбирање. Како е здравствениот систем сега? Во моментот во различни клинички центри низ држава нашите колешки различно функционираат. Имате акушерки што работат примарно, секундарно, терцијарно здравство и секако нашите улоги тука се различни. Ќе зборуваме повеќе во продолжение на оваа тема. Како функционира Сдруженијето или кои активности има Сдруженијето на луѓето кои што се несебични и кои што одвојуваат дел од својот живот за да им помогнат на другите? Значи, ние во текот на целиот период, значи, акцентот го ставивме да влијаеме на политиките, на сестринските политики и на сестринската едукација. Значи, видовме дека тоа е многу важно. Кога не можеме да влијаеме многу на политиките, тогаш ставаме акцент повеќе на едукацијата на сестрите и се залагаме за развој на кариера. Тоа се пречки кои што од првиот ден на Сдруженијето ги ние потенцираме и бараме системски решенија во однос на законодавството, легислативата, образованието и развој на кариерата. Оти ние по завршувањето на високото образование имаме еден плафон кој што не може сестрите и акушерките да развиваат своја кариера. Се залагаме да бидат школите за сестри, практичната настава во рацете на сестрите и акушерките, затоа што да тие се најкомпетентни тоа да го прават. Сакаме да бидеме повидливи, не да бидеме малку маргинализирани. Значи, некако само на денешниот ден, него да зборуваме повише. Фокусирани сме на закон за сестри, за компетенциите, категоризација на пациентите, различни стандардни оперативни постапки кои што ги извршуваат сестрите. Така да нон-стоп сме во работа и бараме системски решенија. Не може само селективно, него мора. Што се случува со одливот на кадри? Медицината е една од најпогодените гранки. Македонија останува едноставно, тоа не смее да се крие, останува без луѓе, без кадар, без работоспособно население. Одливот е страшен. На сите нивоа, особено во медицината. Да, тоа е застрашувачки, затоа што баш и мотото на овој празник, на цела година е нашите сестри, наша иднина. Значи, ако не се застане и да не се инвестира во развојот на сестринството и да се поддржат во нивните барања за полесно и безбедни околини во кои што работат, ќе биде страшно. Одливот на сестрите почнате од поодамна, меѓутоа толку не се приметуваше, за време на короната тоа се осети, затоа што ги не затекна сите нас, значи многу број на сестри заминаа, напуштија работа, а други отидоа во странство не заради што не ја сакат професијата, него затоа што
има системски пречки во развојот на својата кариера. Едноставно условите таму се подобри. Тоа е тоа. Тоа што ние викаме безбедна работна средина, таа што подразбира? Значи доволен број на медицински сестри, услови за работа. Ако имате вие безбедна работна средина, имате безбедно сте вие и безбеден е вашиот пациент за кој што се грижите. Тоа е најосновното, да биде и он безбеден во тие услови. Маргита, каква е услугата која што пациентите ја добиваат од страна на акушерите, акушерките? Дали она што вие го пружате како услуга е на задоволително ниво, на според сите стандарди и така натаму според сето она што треба да се исполни во рамките на една професија? Апсолутно дека ние во секој контакт со пациентката, ние имаме пациентки, го даваме сопствениот максимум, но секако тоа зависи и од моменталните услови по кои што се наоѓаме, затоа што негогаш имаме хитни случаи на каде што мора сите да бидеме присутни и посветени, но и нормално доколку е релаксирано, имаме време и за една кратка психофизичка подготовка, да разговараме со пациентката, да ја водиме цело време во текот на предродилниот период. Така да мислам дека секоја од нас доволно си ја сака и си ја почитува сопствената професија, што секогаш го дава својот максимум. Што е најважно и затоа и сте барани сигурно, претпоставувам, и во светски, во меѓународни рамки. Меѓутоа ние бараме и заштитени тоа да бидат сестрите кога одат надвор, да се uspostavi исто еден систем да гарантирани не да одат да лутаат или да не бидат заштитени и таму. Друго што се залагаме ние е менторството во нашата професија. Значи сега кога сме многу малку останува време за да се посветиме на обука на младите кадри кои што ни доаѓаат. Некогаш недоволно припремени, некогаш и тоа и отежнува работата. Ние сакаме, ги прифаќаме, се менјаме во нашите услови, меѓутоа мора да се воведе и менторство, тоа значи дека таа сестра ќе се назначи, ќе биде у легислативата влезена, ќе има статус свој и така. За крајот ни останува едно прашање кое што е многу актуелно, а тоа е психолошкото здравје на општеството на сите нива, ќе кажеме повторно, од најмлади до највозрастни представници, нели? Доаѓаат пациенти со овакви проблеми. Дали доаѓаат на ниво кое што може да се реагира, да се направи превенција или се длабоко завлезени во проблемите? Какви се вашите искуства? Што кажуваат? Со сето она што ни се случува, нели, во регионот, автоматски се наметнува ова прашање како многу важно. Значи, прво, самата корона доведе до една агресија, депресија, страф од болеста, од непознатото. Сите овие обкружувања што ги гледаме, значи војните, избегличка криза, луѓе кои што страдаат, тие доста влијаат на психата на сите луѓе, меѓутоа на сестрите кои што се и ризична професија, кои што се во првите редови, исто страшно влијаат на менталното здравје. Значи, луѓето се уште кај нас во оваа средина стои тоа баук, да речеме, од психијатриските установи, меѓутоа и возможено му е, има телефони отворени за психолошки советувања, има, така да, мислам, достапни се. Ние сега, у акцијата наша, што е покрај менторството, лидерството, што ни се топ теми, значи и менталното здравје, ама на здравствените работници, да се заштитат, да не се огоруваат на работните места. Прво вие да бидете заштитени за да можете да ги заштитите пациентите. Помина времето, 8 часот и 2 минути е веќе, пречекоривме 2 минути, нема да се налутат колегите од информативната редакција. Велка Гавровска-Лукич и Маргита Трифуновска ова утро гости во Македонија Натро и благодариме, ви ги честитаме вашите денови и ви посакуваме многу успех и напредок во работата и понатаму. Благодариме.